Во тема на денот, како што најавив, моја гостинка е министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро вечер, министерке, ви благодарам што сте во тема на денот во Дневникот. Ви благодарам на поканата, јас сигурно се радувам кога има можност да разговарам со вас. Значајно прашање отворивте уште со првата верзија на нацрт законот за високо образование, сериозни промени и реформи најавувате. Сега има една финална верзија која промовиравте и вчера на настан во владата. Од првата до оваа последна верзија на законот за високо образование, што прифативте како забелешки од научната, од стручната јавност? Си што работната група сметаше дека е прифатливо и дека ќе придонесе за подобар текст на законот, а тоа значи за подобар квалитет на образованието, беше прифатено. Имавме многу средби, јас лично имав средби со професори, со групи, со синдикати, со представници на факултети и ги дискутиравме, и јас лично и членови од групата, во главном од Министерството вработените, ги дискутиравме и соочувавме аргументи. На моје големо задоволство би рекла дека во најголем број случаи ние се разбравме. И да, точно е, не направивме измени во законот, за кој јас лично и искрено сметам дека навистина ќе го подобрат тој текст и неговата имплементација и она што се очекува од законот, всушност повисок квалитет на високото образование, видливост на нашите професори, видливост на нашите универзитети, меритократија, можност за соработка, за интернационализација и многу други позитивни елементи кои овој закон ги стимулира, така да на крај, ако лично мене како министер ме прашувате, јас сум задоволна. Доколку сакате да набројам неколку од промените. Јас би сакала конкретно, кој, бидејќи еве вака ќе се обидам јас да ги сублимирам во неколку категории, оние забелешки кои одекнаа во јавноста, веројатно имало и други. Во делот на автономијата, во делот на зајакнувањето на критериумите за избор во звања, кои што имаше забелешка дека не може да бидат исти за сите видови на науки, за сите видови на факултети и обременувањето со бирократија, дали тоа навистина ќе донесе квалитет. Еве да видиме што во овие делови Министерството прифати како забелешка. Во однос на автономијата не се согласуваме дека овој закон ја нарушува автономијата. И ќе ве подсетам дека само пред 2 дена ние имавме еден настан во владата на кој беа присутни 7 ректори на 7 државни универзитети и не само што немаше забелешка во однос на автономијата, туку напротив, некој од ректорите, сега не ме фаќате за збор, не знам кој точно, потврди дека е согласен дека нема нарушување на автономијата, но направивме отстапка како работна група, сметајќи дека на тој начин ќе го доближиме законот до академската заедница и генерално во однос на автономијата професорите се жалеа или владееше некаков неоправдан страв, би рекла. Да, некоја недоверба. Недоверба, точно, може би и со право, со оглед на искуството кој во минатото го имале, може би и со право. Тие бара во едно тело на универзитетот кој се вика Универзитетски совет, се сомневаа дека владата ќе има големо влијание со 3 члена, при што и во таа верзија владата немаше мнозинство од гласовите. Ние направивме отстапка во однос на добрите наши односи, партнерски односи на Министерството и Академијата и намаливме уште еден член од владата, а додадовме еден член од стопанството, од стопанските комори на Македонија. Така да еве таа отстапка свесно ја направивме затоа што нас како влада генерално и не ни значи многу, но телото е многу значајно за да има отчетност на работата на универзитетите визави она што државата го нуди и го дава за универзитетите. Да, апсолутно не постои апсолутна слобода и отчетност мора да има, но во делот на автономијата она што мене ми влегло во очи е одобрувањето на статутот на универзитетот од собранието и владата. Например, еве една Словенија има различна практика, има доволна слобода самите универзитети
да ги одредуваат собствените статути, своите устави, своите правила на игра, па зошто ние правиме едно вакво решение? Зошто не доверба од вас кон универзитетите? Тие сами ќе си ги направат статутите. Тука нема дилема. И во тоа Министерството и државата не им се меша. Но и во моментот кога носат статути или кога носат измени и дополнувања на статутите, тој преминува преку владата до собранието. Работата на, односно Министерството. Министерството. Работата на Министерството во тој момент е да ја провери законитоста на она што се случува. Универзитетите имаат, и јас ќе ја бранам нивната автономија, затоа што јас сум била и се уште како редовен професор, доживотно сум член на академската заедница. Автономијата на универзитетите е исклучително значајна, но таа не се однесува на она што во кое улога има и државата. Тие се автономни во програмите, во ширењето на мислата, во создавањето на креативни решенија. Нашето и така и ќе останат, и така и треба да биде. Во ширењето на правата човекови, демократијата, во начинот и методите и алатките со кои тие ги подготвуваат студентите да станат соодветни за пазарот на труд или соодветни за општеството. Тоа е се нивна работа и тие таму се автономни и треба да бидат автономни. Но не можат да бидат надвор од законитоста и од правниот систем на било која држава. Нашето искуство, тоа така беше и до сега, тоа го предложила предходната министерка од 2018. Интеруниверзитетска така ни го достави, работната група и на Министерството така го достави, ние не гледавме дека тука има голем проблем. Но сакам да кажам дека ни се случило, и јас повеќе пати во минатото сум кажала, дека ние имаме студиски програми со по 3, да речеме, студенти, со по 5 студенти, со по 7 студенти. Тоа е можно, па дури и потребно во земји каде што таквите програми се од јавен интерес на државата и каде што се неопходни да ги имаме. Не можам да речам дека е лошо, напротив е добро, но што во Македонија би работел квантен физичар ако сака да живее, нели, од својата струка? Ние се надевам дека во еден период од нашиот развој ќе стигнеме нас да ни требаат физичари по квантна физика, не 1, 10. На овој момент ни треба физичар за да предава наставна насока, за да предава физика во средните и основните училишта, а ние ги немаме па ги стимулираме. Со далечев много од темата. Да стимулираме некои извонредности би било се обидувам само да објаснам кои се нашите аргументи и статови. Околу критериумите за избор во звања. Една од забелишките беше дека не може да имаме исти критериуми за општествените и за техничките науки. Да, им прифативме Скопус. Остана Web of Science или Скопус за хуманистичките и општествените науки. Денес имав убедлив разговор со една професорка македонист, иако не сум длабоко убедена дека е сосема во право, но мислам дека и денес ќе направиме една измена и за јазиците, ќе направиме исклучок и ќе додадеме уште една база, но само за нив. Во однос на критериумите, намаливме по еден труд, аналогно на изборот доцент вонреден редовен и реизбор. Дозволивме Скопус, еве и уште една друга база е во игра после денешниот ден. Ги проверивме критериумите кои треба да ги исполнат за следниот избор, каде што велиме ги ослободуваме од критериумите при првиот нареден избор, а тоа се трудовите во списанија со импакт фактор и индексот. Дополнително за уметничките факултети направивме посериозни отстапки, затоа што во разни држави различно е тоа решено и се обидовме заедно со деканите на трите
универзитети да најдеме заедничко решение. На наше најголемо задоволство најдовме заедничко решение, за да не се случи да останат без професор, без кадар кој ќе ги поучува студентите. Еве пример ќе ви дадам. Например, немаат секоја година студент запишан за труба или виолина или виолончело, а не е во ред, ако секоја пета година запишуваат еден студент по труба, ние да плаќаме професор со огромни плати, сега они се задоволни професорите од платите, во постојано работно место за еден студент на 5 години. Па тука изнајдовме решение како може да се ангажираат експерти од праксата, например од филхармонијата, најдобриот трудач да работи на факултетот. Дадовме можност, добро, се повеќе ќе се соочуваме со ова. Ние се помалку млади луѓе имаме во државата, така, но најдовме решение. Утре и на некој од најатрактивните факултети да има најдовме решение и го прифативме и ќе биде во законот. Дополнително тие бара за еминентни наши уметници кои се меѓународно докажани, кои постигнале огромни успеси, исто така да најдеме решение, олеснување, оти не знам, може би еден најдобар светски пианист, па и немал време да седне и да пишува докторати, да се посвети на научни. И за тоа најдовме решение, тие беа презадоволни од тоа. Во овој дел, нешто што провејуваше во јавната дебата, тоа е дека новите критериуми ќе важат само за новите кадри, додека постојните професори практично ќе исполнуваат помалку услови од нивните помлади колеги кои ќе бидат избрани во наставно-научни звања. Зошто на некој начин не ги опативте и актуелните професори? Стравувавте ли дека ќе се повтори сценариото од 2014 година со професорските пленуми и силните реакции во академијата? Може би не сум сосема во право, но јас сум длабоко убедена дека прв пат во овие долги години Академијата и Министерството имаат партнерски однос, па од тука јас не очекувам пленум. Никаков пленум не очекувам. Иако нели никогаш ништо не може да се предвиди, меѓутоа мислам дека воспоставивме такви односи и таква соработка што такво нешто не е ни потребно. Ако ме прашате, ни тогаш не беше потребно, но еве, тоа е академска слобода, нема да се мешам. Сметам дека тој пленум и таа академска слобода нанесоа голема штета на државата, но не сум за тоа денес дојдена тука. Да не го потпише председателката на државата законот, затоа што и таа беше против тогашните измени во законот за високо образование. Ке го потпише председателката, се надевам, не можам да тврдам, но во неколку средби што сме ги имали и по други поводи, а и сум се слушнала неколку пати на телефон по повод овој закон, или еднаш, небитно, сме разговарале на таа тема, сметам дека и таа го поддржува овој закон. Но одлуката ќе биде неизина полноправно. Зошто не и за оние кои се веќе доживотно избрани во редовни професори. Јас консултирав еминентни правници, судии, кои велат дека ретроактивно важење на закон не може. Ако го предвидиме сега во овој закон, тоа може да направи рушење на цели други системи кои би биле негативни за државата. Но овој закон не ги остава на мир, би рекла, и тие кои се редовно избрани, доколку сакаат било што да постигнат во нивната кариера. Ото имаме и многу млади редовни професори, имаме некои пред пензија и во ред, но овие што се помлади, редовно избрани, ако сакаат дополнително нешто да направат во својата кариера. Например, дел од нив ќе треба да се потрудат да ги постигнат речиси истите критериуми ако сакаат да бидат ментори. Доколку сакаат да работат во науката и да пријават некаде во Европа или било каде во светот, проект значен, скап, кој ќе биде корисен за државата, но и за нивното реноме, таму се оценуваат истражувачите, па ќе треба да прикажат во своето CV што направиле за да имаат поголема шанса да го добијат проектот. Дополнително, прв пат во овој закон ги задолживме редовните професори да доставуваат извештаи до нивните предпоставени, кои се деканите на факултетите во кои што ќе образложат што сработеле, што планираат да сработат и така натаму, нешто што е мерливо.
Од тука се обидовме да најдеме баланс и за оние кои веќе постигнале се што требало да постигнат, и за младите кои де факто ќе бидат нивни ученици или биле нивни ученици. Студентите забележаа дека сепак не го озаконивте националното студентско тело, тема која сте отворале со нив во фазата на подготовка на законот, зашто тие не добија некаква формулација и озаконување на нивното учество во процесите во рамки на универзитетите? Ќе одговорам, она што студентите го добија за прв пат во постоењето на ова наша држава е нешто што им беше приоритет и бара меритократија. Значи, прв пат ние направивме во закон дадено некакво правило за мерливост на нивните студентски услови. Па во еден член од законот велиме предност ке имаат тие што завршиле на најдобрите универзитети на Шангај. Предност ке имаат тие што добиле инженерски прстен. Предност ке имаат 10 најдобри студенти. До сега тоа не било направено. Но во однос на националното тело, ние сме имале многу средби. Прво морам да ви известам дека не сите студенти еднакво се залагаа и го бранеа тоа национално студентско тело. Претходниот председател на студентското собрание на УКИМ инсистираше да има такво едно национално тело и ние немаме ништо против тоа такво национално тело, они можат во секој момент да си го формираат. Што значи тоа? Дека студентските организации на повеќе универзитети или сите универзитети ќе се обединат и ќе си направат национално студентско тело. Ја изанализиравме ситуацијата во околните земји и во Европа, секоја држава на свој начин си ги решава проблемите или идеите. Па така постојат и она што тие го предлагат, но и она што е можно утре да го направат ако сакаат по други закони. Значи, никој не им пречи. Озаконувањето во овој закон би било вметнување во законот нешто што не е предмет на овој закон. Ние ги организиравме се до ниво на универзитет. И претходните закони ги организирале до ниво на универзитет, што е академска заедница. И тие, значи, уредено организирањето на факултет, определено е организирањето на универзитет. И тие така ќе се организираат, ќе се бираат самостојно, ќе се изгласаат статути и се тоа ќе го направат. Дали 6 државни и колку и да се приватните универзитети, студентите ќе се обединат во едно тело, е нивно академско право. Тоа е слобода на академијата и студентите се членови на академската заедница. Со задоволство ќе го поздравиме нивното организирање во национално тело кога ќе решат да си го создадат по било кој друг закон. И ќе ги поддржам јас како министер за образование и наука. Кога зборуваме за квалитетот на образование, тоа не се само научните трудови, тоа не е само овој закон, има многу прашања кои студентите ги отвораат. Например, постоењето на реални достоинствени услови за студирање или за домување во студентските домови. Работите ли на подобрување на овие прашања? Ако слушаме дека кога нема парно, нема настава на еден државен факултет, тоа навистина не загрижува и ја прави утописка целата дискусија за некакво враќање на Шангајската листа или постигнување на некакви светски успеси во делот на образованието. Не би се сложила и еве ќе ве информирам дека сите 7 студентски домови од нашата држава до вчера требале да бидат, ова вчера нели малку цинично, до многу претходно требале да бидат готови. Ние дојдовме речиси пред 2 години, 24 јуни, за тие 2 години веќе 2 дома, значи за оваа учебна студентска година се извинувам, 2 дома ќе бидат комплетно реновирани и ќе имаат европски стандарди студентите во кои што во тие домови ќе престојуваат. Бидејќи не е сработено она што требало да биде сработено до сега, ние како влада не сме приморани, ние сакаме. Распишан е тендерот и во текот на летово, нека и подоцна од летото, нека е крајот на летото, почнуваме со реновација на со реновирање се извинувам на сите останати студентски домови.
не можам да тврдам, кога ги прашуваме градежниве фирми, еве за финки, за ФФК, за габаритот на нели зградите, тие велат дека реално би било во период од 18 до 24 месеци да бидат готови. Кога ќе заврши тендерот, кога ќе биде избрана фирмата или фирмите, ќе склучиме договор и ќе се обврзаме, ќе видиме дали на 18 или 24 месеци и за 2 години ќе ги имаат реновирани сите студентски домови во Македонија. Понекогаш малку злобно велам, сите во владата да се клонираме по двајца, за 2 години веројатно не ќе можевме повеќе да сработиме од ова што сработивме. Реално сакаме да останат тука, вложуваме многу. Гледате дека цела Македонија е во некаква градежна офанзива, одвојуваме средства. Јас еве само ќе ви дадам на што ќе се сетам. Одвоивме средства за кровот на филозофски факултет, например. Една транша, па друга транша. Одвоивме прв пат огромни средства за наука, нешто што никогаш досега не виделе на проекти. Научните работници, тие си и од факултетите и од институтите. Јас повторувам, ги плаќаме трудовите кои се платени за објавување во списанија за импакт фактор. Министерството доделува единична награда од 30.000 денари за тие што објавиле во списанија со импакт фактор. Стипендираме студенти на најдобрите. Се тоа средства. Дополнително, од она што го издвојуваме како држава за универзитетите, значи државата им дава буџет на универзитетите. Покрај платите што ги дава, покрај просторот што го дава, покрај тоа што вложува во лаборатории на универзитетите, значи режијата исто така, државата одвојува средства и од тие буџети универзитетите одвојуваат исто така дел за капитални инвестиции и они самостојно така како што сакаат, така си ги распределуваат. Како ќе јакнеме економијата во Македонија, така се повеќе средства ќе одвојуваме за образованието, затоа што оваа влада и покрај тешкотиите со кои што се соочи кога дојде на власт, а и сега поради глобалните случувања, издвојува најголем буџет до сега за образование. И првата година и втората година, јас сум длабоко убедена дека според можностите кои ќе ги има државниот буџет, ние до година ќе имаме буџет за да ги почнеме промените. Оти бевме под нулата, дојдовме до нулата и тргнавме нагоре. Нашите студенти како членови на интелектуалците од оваа земја треба да сватат дека не може да се инвестира само во високо образование, каде што многу инвестираме, ние инвестираме и во основното образование, ние инвестираме и во средното образование. Немаше учебници, има учебници, треба едносменска настава, денес бевме на настан, доградуваме 6 училници, па на друго место 7 училници, па купуваме опрема за средни стручни, во средно стручно образование истуривме средства во опреми, во реновирање на домовите, ресурсните центри, така да не сметам дека со полно право треба да се критикува оваа влада, секогаш може подобро, тоа сите го, како зречица во Македонија, нели, и секаде се вели, да може, и јас се надевам дека во тој правец ќе се движи. Министерке, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и јас.